Ова е реално со Моџо Килингтон, јас сум вашиот водител аматер, Моџо Килингтон. Во оваа емисија ќе разглабаме теми кои се случиле последната недела на политичко, општествено, ако има за култура, културно ниво, ако има екологија, истото ниво, еколошко. Ќе зборуваме за кризи, затоа што цело време сме во криза. Ова недела важно е дека бугари ушлу у Скопје. Како што велат од СДС, новата градоначалничка има бугарски пасош. Исто имало и нејзиното куче, сопругот и уште двајца соседи, што представува проблем за иднина Македонија која ќе го отвора 277-то поглавје за преговори во ЕУ. Некоја историска комисија ќе треба се бари со ликот и делото на Данела, да видиме дали е наша или е нивна. Како и да изборите поминаа како што поминаа, главно е пораката што испрати народот, а тоа е казната на СДС. Претходно СДС дојде на власт затоа што и казнивме ВМРО, претходно ВМРО дојде на власт затоа што и казнивме СДС, СДС дојде на власт затоа што казнивме Љупчо, Љупчо дојде на власт затоа што казнивме Бранко, а Бранко зашто дојде на власт, то никој уште не знае. Сепак има шанси дека Бранко да се врати, што јас лично не верувам дека се големи, затоа што не е останато ништо за приватизација. Покрај тие траурни теми, имаме и добри теми од здравството. Здравството под СДС успеа да ги врати од мртвите, политички мртвите, не се сватиме погрешно, и ВМРО и Стефче Јакимовски од Гром во Карпош. Секоја чест за Гром, си грмат и со среќа на карпошани со комшијата. Наредно е што не очекува е криза енергетска. Од МЕПСО велат дека нема струја, но затоа имат гарнитури од биволска кожа од 210.000 евра, а и Европска унија ја налутивме. Македонија имено влечи струја од кризните фондови на ЕУ. И од Европска унија се лути. Иако тука не можеме да ги сватиме, затоа што тие велат немало кризна состојба, а не сваќаат дека нашето постоење е кризна состојба 30 години. Континуирана криза. Па ако наредна недела се гледаме на телевизор на дрва или на тракторски гуми или на шпорет на пластика, тоа што е ради добрата работа на МЕПСО и стабилноста на енергетскиот систем што ја гарантира до пред една недела. Ако ви се допадна ова, го имате и на YouTube, ако не ви се допадна, повеќе среќа наредна недела. Се да кламе по едно кафе и доста е за вечера. Чао.